Не ги гледајте сјајот или огнената топка, може да ве заслепат. Легнете на земја и покрите ја главата. Ударниот бран може да дојде со задоцнување. Вакви летаци супатства во случај на ракетен или нуклеарен напад од Северна Кореја почнаа да делат властите на американскиот остров Гуам. Во тропскиот рај со бели песочни плажи и тиркизни бранови, иако не се забележува намалување на бројот на туристите, се чувствува стравот дека секој момент може да бидат изложени на напад. It's kind of scary. Никако е страшно, но мораме да имаме доверба во нашиот председател, во нашата војска. Мало остров сме, шансата да не погодат е само 1 од 10, но мораме да се чуваме едни со други, да се молиме и да бидеме внимателни. Како татко, ова ме загрижува многу. Повеќе би сакал да не дојде до тоа, дека светот ќе смисли друго решение да го реши проблемот. Доколку властите издадат предупредување за напад, жителите ќе имаат само 14 минути за реакција. Според упатствата, во случај на нуклеарен напад треба да се скријат во бетонски објект, по можност под земја, да имаат подготвена опрема за итни случаи, да се искапат со многу сапун и вода за да го отстранат радиоактивното загадување. Властите засега не го зголемуваат нивото на закана за Гуам, иако Северна Кореја најави планови за напад во близина на островот во наредните недели. Жителите велат Ким Џонг Ун е луд како тајфун, но не е толку страшен. Ни се закануваат, па да ги видиме. Соединетите американски држави се силни, сигурно ќе ги средиме. Северна Кореја нема шанси да се пробие со проектил до Маријанските острови. Војската може да пресретне се што се обидува да влезе во границите на Соединетите американски држави. Нека и е со среќа на Северна Кореја. На Гуам се наоѓа и американската база Андерсон, крило што се смета за платформа за проекција на војната моќ на САД. Овде се стационирани 16.000 американски војници и е најголемото складиште на гориво и муниција на американското воздухопловство. Може да се примат дополнителни сили од каде било во светот и да одговорат на закани од Средниот Исток, Азија и преку Тихиот океан. Подготвени сме да одговориме на најразлични закани на повик на председателот. Постоиме за да му овозможиме независна одлука за нашата безбедност. Подготвени сме уште денес. Пак Северна Кореја не е наивен непријател. Американските бомби може да пробијат до бункерите закопани длабоко под земјата, но овој пат САД немаат предноста на разузнавачки податоци за војната мрежа на изолираната земја. Севернокорејската армија е позната како една од најмоćните во светот во однос на човечка сила, а како што соопштува Пјонгјанг, дури 3,5 милиони работници, членови на партијата и резервисти се пријавиле да се приклучат на војската во борбата против САД и новите санкции на Обединетите нации. Со години тешките ембарга не го поколебаа народот и нуклеарен напад, колку и да изгледа неверојатен, може да ги натера САД да возвратат со иста мера, но вистинска промена на играта ќе биде доколку бидат принудени да испратат копнени сили.